Добре дојдовте во емисијата Студентски пулс. Емисија која е организирана од студентите, емисија која е за студентите и се надевам дека ќе биде емисија која ќе биде глас на студентите. Древниот Аристотел еднаш рекол: образованието е најдобрата подготовка за старост. Па така и ние, студентите на УКИМ, се подготвуваме образованието да ни биде водечка мудрост во иднината. Решивме оваа година со Универзитетското студентско собрание и Универзитетот Свети Кирил и Методи да направиме емисија која ќе биде за сите студенти. Потребно е да ги пречекориме старите граници и да направиме иновативни патокази кои ќе ја трасираат новата иднина. Во оваа емисија ќе бидат опфатени сите теми кои ги засегаат студентите. Од студирање на универзитетот, студентскиот стандард и живот, но и каде понатаму. Темите ќе бидат шаренолики, започнувајќи од високото образование, каде ќе се обидеме да ги опфатиме сите сфери на изучување. Од технолошкиот развој, младинската политика, културолошките општествените теми, како и младинското предприемништво и градење кариера по студирањето. Со нас денеска е професор доктор Билјана Ангелова, ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и професор во областа на деловни финансии и финансиски менеджмент. А до неа е председателот на Универзитетското студентско собрание Александар Николовски, кој воедно е студент на мастер студиите по монетарна економија, финансии и банкарство. Добре дојдовте и драго ми е што одвоивте време тука со мене денеска да ја започнеме емисијата Студентски пулс, прва епизода оваа година и да разговараме на теми кои ги засегаат сите студенти. Како сте? Би започнала од вас, ректорке. Благодарам на поканата, добра сум. Имаме многу обврски во овој период, на стартот на новата учебна година. Но она што сакам да го истакнам уште е подобро, затоа што имаме одлична соработка со нашите студенти. Ние сме тука за нашите студенти, меѓутоа релациите помеѓу академијата, меѓу професорите и студентите се навистина на високо ниво, соработката е одлична. Едни со други се помагаме и мислам дека тоа ќе се рефлектира понатака на работата на универзитетот во целина. Да, и јас мислам дека тоа е најважно, соработката. Ти, Александар, како си? Супер сум и јас. Исто во гужва, исто во хаос, но оно што јас исто така сакам да го истакнам дека можеби во историјата на УКИМ соработката помеѓу студентите и управата на универзитетот е на највисоко ниво до сега. На прагот ни дојде новата академска година. Нови студенти, нови надежи. Каков беше вашиот почеток кога ги започнавте студиите и како го паметите студентскиот живот од тој период? Јас се запишав на факултет далечната 83-та, значи некаде пред 40 години. Јас сум прва генерација која се запиша на факултет со приемен испит, тогаш се воведоа приемните испити. Се запишав на економскиот факултет. Првите години беа релативно тешки, додека се вклопивме во таа нова средина. Меѓутоа, потоа како навлегувавме во текот на студиите, јас, она што го избрав како насока, бидејќи првите 2 години ми беа предметите заеднички за сите студиски програми, љубовта кон економијата растеше се повеќе. Како и во средношколските денови, така и на факултет, можеби од денешен аспект, ќе кажам, можеби сум претерала малце повеќе, многу време посветував на учење. Особено во средношколските денови, кога ќе кажам дека мислам дека стекнав базата за тоа како треба да се учи. Меѓутоа, и во текот на студиите, прилично време посветував на учење. Меѓутоа, не изостана никогаш ни дружбите со моите колеги, со моите пријателки, со моите пријатели. И тоа е нешто што до ден денес, како да ви кажам, ви буди убави спомени, убави сеќавања. Тоа се пријателства кои што траа до денес, кои што се квалитетни, кои што ги одржуваме денеска на едно на друго ниво. Моите колеги од факултет денеска се на различни позиции, во различни компании или во институции и соработката ни е одлична. Она што сакам да кажам е дека студентските денови се веројатно најубавиот период во животот на еден човек, еве од моја перспектива денешна. Затоа ви пожелувам и ви посакувам вас да ги живеете студентските денови. Затоа што времето поминато на студија е тоа што вие ќе направите од него. Дружете се, комуницирајте меѓу себе, почитувајте ги разликите, ние сме голем универзитет.
со големи разлики, со многу студенти. Нашиот универзитет има над 30.000 студенти на први и втор циклус. Сите се од различни средини, со различни очекувања. Дружете се меѓу себе затоа што тоа е богатство што ќе ви остане за цел живот. И да се журкам. И да се Апсолутно. журкаме. А еве, Александар, и да се надоврзаме со ректорката. Како ти го паметиш твојот прв академски час и дали има нешто на што се сеќаваш или пак има тие мемории од после дојдоа? Но како, дали паметиш така првите зачетоци или сега во овој период повеќе имаш мемории, повеќе случувања? Го памтам првиот академски час исто на економски факултет и јас сум. Во улата највеќе го памтам затоа што ми се јавија моите во моментот на прв академски час, на сите од телевизија ме фатил кадар и ми викаате еве си на телевизијата има. Тој момент го памтам. Исто така нешто што ми има останато во сеќавање по свечениот дел на прв академски час, не делот по простории, по смерови и уште во прва година една професорка Елена Наумовска, која што уште ми е професор, ја памтам тогаш, баш онака најубав печаток ни остави на сите и кога дојде ни предава во трета и четврта, беше една од најпофалените професорки, најактивните која што се ангажираше за развојот на студентите во текот на студирањето, така што тие два моменти онака би ги истакнал како најпосебни. Затоа што и ден денеска, еве, пријатели сме, другари со професорката и баш ми е онака мило што студирањето ми го возможило тоа. Еве јас ќе се надоврзам на тебе за првиот академски час. Јас сум од генерацијата корона генерација. Јас се запиша во 2020 година кога беше екот на корона и тогаш сите бевме со маски, бевме како се сеќавам на платото пред правниот факултет, како војници бевме сите така, моравме да имаме одалечност, но јас имам исто така заедничка меморија, тоа што и мене ме фатил кадар на телевизија и така да. Но да продолжиме со прашањата. Вие споминавте дека УКИМ брои 30.000 студенти. Несумнено, во денешницата се соочуваме со намален број на студенти во споредба со претходните години. Но тоа не е само случајот на нашиот универзитет, тоа е и случајот и на другите универзитети во Македонија. И покрај тоа имаме и зголемен пораст на академици кои што ќе ги завршат студиите и понатаму ја напуштаат државата. Што според вас е клучниот проблем тука? И дали вие како ректор имате план и програма во сопирање и задржување на студентите и оние академици кои што ќе завршат да не го направат истото, да не се одселат? Видете, ова е истовремено и многу комплексно прашање за да се решава. Не може да го решава само една институција, не може само универзитетот, ова е системско прашање, значи мора да се решава во спрега со државата. Меѓутоа проблемот е многу сериозен. Затоа што бројот на лица што се иселуваат од државата од година во година расте. И тоа веќе се рефлектира на сите нивоа. Бројот на бруцоши, кои што оваа година се потенцијал да се запишат на високообразовните установи, веќе е паднат под 15.000. Имаме информација, сознание, дека оваа година над 1600 бруцоши, односно средношколци, матуранти кои завршиле средно образование, мигрираат во Словенија, каде што високото образование е бесплатно. Ако се гледаат статистичките податоци, последниве 10 години, ќе видите дека секоја година бројот на миграции расте. Значи, секоја година имаме од 1500, 1600, 1700 до 2000 имало мало стопирање во текот на короната, па потоа повторно. Има анализа една во која што е направена од страна Државниот завод за ревизија со цел да се утврди кој е трошокот на државата за одливот на високо образовани кадри надвор од Македонија. Анализата е правена од 2013 година до 2023 година, значи за еден период од 10 години. И колкави се трошоците за студирање, затоа што кога една личност ке замине од земјава, значи таа овдека завршила предшколско основно образование, средно образование и факултетско образование, ќе гледавме тие, значи колкав е процентот на високо образовани во вкупниот број на мигрирани лица надвор од Македонија, значи миграциите се сериозен проблем. И на тоа би го надоврзала исто така и друг демографски момент, тоа ниските стапки на фертилитет во земјата, што се одразува на нискиот наталитет. И ако се продолжи со вакви демографски бројки во иднина,
проценките се дека до 2050 година и бројот на ученици во основните училишта ќе се преполови во однос на ова што е сега. Значи сериозен проблем. Анализата на Државен завод за ревизија покажа дека за овие 10 години проценките се дека државата изгубила околу 800 милиони евра, а веројатно и повеќе, врз основа на одлив на високо образовани кадри надвор од земјата. Значи, што е основната улога на високото образование? Да создава човечки капитал за пазарот на трудот. Се вложува во тој капитал, значи, тие поменувани с цел еден образовен циклус, за да на крај, кој ќе го завршат, кога имаме веќе зрели, спремни луѓе, кои што може да влезат спремно во пазарот на труд и напуштаат земјата и предонесуваат во други економии. Ви кажам само кои се економските загуби од миграциите. Меѓутоа, не се само економските загуби. Бројот на населението паѓа, ние имаме се помал број, како што кажав, на запишани на високообразовните установи, се помал број на деца во основно образование, во средно образование и на крај тоа нас не се рефлектира на пазарот на трудот. И веќе Македонија се соочува и компаниите со недостиг на работна сила. А работната сила е еден од основните ресурси за една економија. Сега ме прашавте што прави универзитетот. Да. Она што сакаме ние да обезбедиме за нашите студенти за да ги задржиме и да им обезбедиме овдека пријатно место и посакувано место за живот се неколку мерки. Ние уште во текот на март оваа година побаравме од Министерството за образование како и во соседните земји да обезбеди бесплатно студирање за нашите студенти. Тоа се 200 и 400 евра кои што сега тие ги плаќаат во државната квота и во приватната квота. Баравме тоа комплетно да се исклучи, значи да падне на товар на државата, тоа не се големи суми. Меѓутоа, за жал, немаме позитивен респонс во тој оддел. Она што можеме ние да направиме и го правиме, универзитетот стипендира, дава голем број на стипендии. Значи, секоја година универзитетот од сопствени средства дава стипендии на 10 најдобри студенти кои што ќе се запишат на секој од факултетите на УКИМ, ги имаме 24. Универзитетот дава стипендија од својата фондација Атанас Близнаков, која е во Соединетите Американски држави во висина од $2.500 годишно, и тоа зависно од 50 до 100 студенти во текот на годината, зависно од тоа колкави се приносите што ги имаме во таа фондација во САД. Даваме комплетно покривање на школарини, значи стипендии за студентите кои што се запишуваат на француски јазик, бидејќи имаме и таква фондација во Франција, која што е стриктно наменета за стипендирање на студенти кои што студираат француски јазик и книжевност. Така да сите оние студенти кои ќе се запишат на француски јазик и книжевност во прв, втори и трети циклус комплетно се покриени со стипендија од оваа фондација во висина од 200 евра во текот на годината секој месец, значи 2000 евра годишно, бидејќи стипендиите покриваат период од 10 месеци. Универзитетот во континуитет обезбедува повластици за децата кои што доаѓаат од еднородителски семејства, па така. Значи на секој факултет, на секоја студиска година минимум по еден студент кој што потекнува од еднородителско семејство, значи во секоја студиска година на секој факултет, ние обезбедуваме повластици да се плаќа половина од предвидениот износ на школарина или партиципација. Исто така бизнис секторот кој што е заинтересиран и го проценил капацитетот на знаење што студентите го добиваат од универзитетот, исто така има желба и стипендира студенти на прв, втори, трети циклус, така што ние обезбедуваме стипендии од компаниите, како што е од Алкалоид, како што е од Окта, како што е Цементарница Титан и од други компании кои што имаат интерес за нашите студенти. Да, тоа многу од овие податоци ги знам, но ви благодарам што одговоривте на оваа прашање, бидејќи многу од ново запишаните студенти, но и сегашните студенти овие податоци не ги знаат. Но еве, Александар, што ти мислиш на темата одлив на мозоци? Претпоставувам дека како јас, па така и ти имаме многу колеги кои го започнале и го завршиле своето образование и заминале во странство. Дали според тебе ваквиот проблем кој навистина се продлабочува може да се реши? Не побиене фактот дека Универзитетското студентско собрание, кој е дел од универзитетот, се труди да ги привлече и задржи студентите, но и да ги инкорпорира во активности каде што може тие да се развиваат како единки. Па вака, ајде да почнеме од позитивната страна. Како Универзитетско студентско собрание имаме направено документ кој што се вика студентски манифест, инкорпориран заедно со ново формираното тело Национално студентско тело, во кое што се ставени
7 точки на кои што треба да се развива високото образование. За жал, до сега, според нас, сите влади до сега имаат водено катастрофална политика за високо образование, затоа што не е водена во развој на високото образование, туку во развој на своји политички или партиски интереси, што за жал е реалност и ние се соочуваме во држава каде што имаме 1,8 милиони жители, да имаме 7 државни универзитети. Еве пак ќе спомнам Словенија или ќе споредиме со Србија, кои имаат многу помалку државни универзитети споредено со број на население. Може би 1 или 2 државни универзитети се доволни за да имаме ние квалитетно високо образование. Кога има 7 единки каде што имаме 7 администрации, па професори, факултети, тоа замислете да има одредени универзитети каде што факултетите се со 3-4 професори, еден факултет. Така што тоа е моментот кој што има донесено катастрофална последица во делот на квалитет на високо образование и оној момент кој ќе се каже зашто УКИМ го нема на Шангај, зашто УКИМ паѓа на сите ранг листи, а при тоа не се свесни дека политиката на развој на наука и високо образование доаѓа од владата, не од УКИМ. И сега константно се напаѓа УКИМ, а тоа не е така. И сега во делот на како да ги задржиме младите, што правиме ние, исто така, ние бараме бесплатно високо образование и за поздрав е во новата програма што на владата исто до тоа се предвидува да одредени студиски програми да бидат стипендирани, односно да бидат бесплатни доколку не достасуваат на пазарот на труд. Плюс, што ќе правиме во следниот период, ќе направиме студентска мерка, еве сега првично ќе ја најавам, со која што студентот по завршување на студиите, наместо да размислува да се исели надвор или да размислува каде да се вработи, да добие од државата одредена сума на ваучер во висина од 5 до 10.000 евра, која што ќе му возможи дали да отвори сопствен бизнис, дали да ги продолжи студиите во државата на магистерски или на докторски, дали да се запише на одредена академија. Доколку се работи за студенти кои што се од културолошките науки, да основа бенд, да си купи опрема за доколку станува збор за факултет за драмски уметности и така натаму. Што те прекинувам, тие пари би биле потоа студентот кога ќе ги зеде тие пари, потоа кога ќе се уствари, потоа ќе ги врати или Не, значи државата ќе бараме од државата тие да ги грантира, да биде во вид на грант, затоа што до сега државата преку агенција за вработување дава ваучери во висина од 6.000 евра за невработени лица и тие многу од младите не ги знаат. Ние сакаме таа мерка малку да ја промениме и да биде директно за млади лица, за по завршување на студиите тие да знаат дека имаат и тука шанса да останат и да творат и да креират, затоа што ние како млади во ова време имаме секакви добри стартап идеи кои што може да ги искористиме и да работиме од тука да работат позитивно, така што еве за пример, тие средства од 6.000 евра за вработување на невработени лица ги имаат користено лица над 30 години, околу 70% биле користени од лица по возрастни од 30 години, што дава сомнеш како се тие користени. Да, може би се излоупотребуваат. Да, а сега во соработка со владата веќе имаме разговарано, ние ќе го понудиме тоа како опција за студентите. Дополнително ќе развиеме платформа за part-time студентска работа, каде што студентите во текот на студирањето ќе можат да работат. На што друго работиме? Правиме многу настани поврзани со студентска пракса, студентско вработување, развој на студентски вештини, преку Центарот за кариера, преку нашите комисии, така што за 1-2 години од сега сликата за УКИМ и за УСС ќе биде толку променета драстично за да при запишување нема да се мисли толку странство, туку ќе се мисли сите УКИМ. Тоа може ли само да додадам нешто во контекст на ова што го зборува Александар? Прашавте што прави УКИМ? Да, стипендира со цел да ги задржиме, наместо да мигрираат во Словенија или во сесото да дојдат овде да го продолжат своето студирање. И не само тоа. Значи, она што правиме е иновирање на студиските програми. Студиските програми мора да се прилагодат на пазарот на трудот, затоа што технолошкиот развој е многу брз и заради тоа што технолошките промени се брзи, тоа практички диктира и промена, како и секој производ кој што има краток животен циклус, така и нашите студиски програми мора да се прилагодат на потребите на пазарот на труд. Тоа го правиме. И она што посебно сакам да го истакнам, бидејќи Александар го спомна, го направивме за студентите Центарот за кариера, кој што нуди кариерно советување. До сега обучивме 5 кариерни советници, сега ќе финансираме уште 5 кои што ќе работат со студентите, ќе има и психолошко советувалиште, кои што организираат работилници со студентите.
со цел да развијат меки вештини кои што не ги добиваат со нивното академско знаење, затоа што на пазарот на трудот е потребна една комплетна личност. Ви треба се комплетно едуцирани како ресурс за пазарот на трудот. Значи, ви треба потребно не само академско знаење, има баланс меѓу академското знаење и овие меки вештини. Тоа значи познавање на јазици, познавање на програмски јазици, познавање на математички вештини, комуникацијски вештини и така натаму. Сето тоа, плюс кариерното насочување, студентите сега го добиваат преку Центарот за кариера. И дополнително, уште со ова сакам да го кажам, го направивме ЦИНИС, тоа е Центар за напредни истражувања, со цел да ги вмрежиме нашите млади истражувачи, оние кои сте во раните фази на нивната истражувачка кариера, тоа значи младите асистенти, доценти да се вмрежат со нашата научна диаспора во странство, која што е и текако вредна, и на тој начин да им се обезбеди пас кон другите, кон пошироки можности надвор од универзитетот, работа на проекти, со кои што ќе имаме и трансфер на ноу-хау, вештини, знаења, финансиски средства, така што успешно работи оваа платформа на вмрежување меѓу нашата научна диаспора и нашите млади истражувачи. И веќе имаме како резултат на тоа над 60 труда кои што се објавени на Web of Science, која што е најпрестижната база која што се вреднува на меѓународните сервиси за рангирање на универзитетите. Имаме неколку проекти, денови веќе обзнаниме два од нив кои што се многу значени. Едниот е по пат на користење или на вештачка интелигенција, ќе се врши транскрипција на македонскиот јазик. Одлично функционира оваа програма, детектирани се само 2% грешка. А другиот проект исто така го почнуваме оваа недела. Формирани се 4 јадра Neurolibra со наш истражувач од Монтреал, кој што има платформа која што ќе обединува исто така научни истражувачи од Токио, Дубај, Скопје и Монтреал. Кога сме веќе кај вештачката интелигенција, сега актуелно, мислам и еве од некои податоци и информации, УКИМ го започна процесот на дигитализација. Дигитализација на сите факултети на УКИМ, но тоа и го привлече вниманието на многу од студентите оваа година при запишување на првиот семестар. Дали имплементирањето на сегашната дигитализација е според планот на вашата програма за работа која поднесовте во 2023 година за кандидатурата ректор, или пак се случија некои надворешни измени кои влијаја при спроведување на дигитализацијата, бидејќи многу од студентите од самиот процес на дигитализација не се задоволни. Да ми разјасниме на сите студенти за дополнителните трошоци зошто се створија на некои факултети, на некои има и сега секој од студентите зборува различно, има своја приказна, но која е вашата вистинска приказна за да не дојде до забуна? Јас ви благодарам за прашањето, затоа што мислам дека е многу важно одговорот да стигне до сите студенти и да ја слушнат вистината. Дигитализацијата на УКИМ и ценовникот за услуги кои што ги примаат студентите од факултетите се две различни работи. Дигитализацијата е предвидена во мојата програма како процес кој што мора да се спроведе. И дигитализацијата и управувањето со квалитетот. Че тоа експлицитно стоеше во мојата програма и тоа мора да се спроведе. Не стоеше во мојата програма затоа што светот оди натака. Значи, дигиталната трансформација веќе завршен процес во многу институции и сега навлегува вештачката интелигенција. Но сакам да ги развивам сега овие два процеса. Дигитализацијата на УКИМ и ценовникот на УКИМ. Прв пат, значи, во мој мандат, а на иницијатива на Универзитетското студентско собрание, и тука најдовме заеднички јазик и поддршка им дадовме на студентите, УКИМ да го унифицира, односно УКИМ е интегриран универзитет. Тој е составен од 23 факултети и една е Богословскиот факултет, или кој што не е придружна членка, меѓутоа исто така е членка на УКИМ. Постоеше до тој момент, значи, до воведување на овој ценовник, едно шаренило на цени за ист вид на услуги кои што ги даваат факултетите. Факултетите, можеби 95% од услугите што ги даваат за студентите се идентични. Тоа се пријавување на испити, заверка на семестар, потврди за завршени студии, потврда за завршена година и така натаму. Конкретен пример, 500 денари уверение за положени предмети на еден факултет, на друг факултет 200, на трет факултет 1000.
Сега е 200 денари. Што направивме ние? Направивме мапирање на сите услуги. Ги ставивме во еден единствен ценовник и ги утврдивме, можам да речем, за најголем дел од сервисите што ги даваат факултетите, најниските цени. Тоа го направивме заедно и со факултетите, се разбира, бидејќи тоа го атакира и нивниот буџет. Оставивме место, бидејќи имаше реакција од страна на факултетите, од некои од факултетите кои што реално имаат трошоци, да оставиме можност да може да ги вкалкулираат и тие трошоци кои што од тие реално ги има. И тука повторно се јави шаренило на различни видови на услуги кои што ги даваат, што сметавме дека не е во ред и затоа ги подведовме сите тие сега по две алинеи. Материјални трошоци и трошоци за користење на софтвери или за онлайн ресурси. Тие трошоци се опишани, значи на секој факултет, односно во самиот правилник што се материјални трошоци, кои се трошоци за онлайн ресурси. Значи факултети кои што имаат студенти, големи објекти во кои што работаат, кои што генерираат трошоци од аспект на трошоци за одржување на хигиена, за набавка на хартија, за набавка на тетрадки за полагање, книги, други материјални расходи им се подведени под една алинеја, брошури за студирање, водиш за студирање и така натаму. Сега, наместо да постојат сите тие поединечни цени, постои само една цена за материјални трошоци, и уште една алинеја имаме, тоа се трошоци за користење на софтвери. Значи факултетите имаат пристапи до бази на податоци. Например, Филозофскиот факултет има пристап до Оксфорд бази. Имате и до други бази. За да се пристапи до тие бази, тоа чини, значи да се платат сервисите за лиценците кои што ги имаат, за компјутерите, за компјутерските училници. Сите оние факултети кои што ги имаат овие трошоци, тие се детално опишани, значи имаат воведено две ставки. И тие две ставки се од 1400 денари во првиот семестар, 1400 денари во втор семестар, до, мислам дека 2 до 3000 денари по семестар на некои други факултети. Значи се работи за зголемување на некои трошоци, не зголемување, реално дефинирани се овие трошоци да се обезбеди одржливост на тие единици. Значи ние имаме максимално од 25 евра до 50 евра од семестар зголемување на некои трошоци, материјални и користење на онлайн ресурси во рамките на овој ценовник. Сите останати услуги, главните услуги кои што се за студентите, студентските сервиси, тие се намалени. И тоа никој не го кажува дека се тие намалени, како што кажа Александра, сме имале потврда или уверение за положени испити, 500 денари, 200 денари, 100 денари, 100 денари. Значи сега тие услуги се намалени? Да, и изедначени секаде. Се изедначени. А на факултетите каде што ги имаат овие дополнителни расходи, велам дека кои што се работат во поголеми објекти со повеќе студенти кои што имаат компјутерски училници и така натаму, за покривање на тие материјални расходи ги дополнително наплаќаат овие трошоци. Овие трошоци се практично доволни за да се овозможи одржливост на студиските програми, на студирањето на тие факултети. Ако гледаме ние по слово на законот, треба Министерството за образование да ги покрие трошоците за студирање. Значи и тие трошоци, но за жал не ги покрива. Но се извинувам, дали вие како ректор на УКИМ побаравте до Министерството за образование да ги покрие овие трошоци? Да, сме побарали. Тогаш одговорот е негативен и затоа ќе мораме во догледно време овие да одат трошоци на овој начин. Тие се минимални трошоци, минимално оптоварување, морам да се согласам со фактите кои се. А инаку, како што кажав на почеток, овој ценовник представува чекор напред. Сега имаше соренило, значи 25 ценовници беа, сега имаме еден. А дигитализацијата и овие услуги се две одвоени процеси. А за дигитализација плаќа УКИ. Ние сме обезбедуваме од сопствени средства, од донации, од различни извори, како ќе обезбедиме, така финансираме. Мојата цел е да се овозможи целосна дигитализација на студентските сервиси. Од овој семестар почнавме со пријавување на испити заверка на семестри за сите студенти, освен за брцошите кои што не се регистрирани во iKnow системот, меѓутоа одиме чекор понатаму. Веќе имаме комплетна стратегија за тоа во кои чекори ќе се одвива дигитализацијата на УКИ.
Така што тоа е сосем одвоен процес, кој сам го финансира и тоа воопшто не е на терет на студентите. Сега во скорешно време имавме зголемување на давачките при упис на семестар, за кои студентите има многу бурни реакции, но има и навредливи коментари по оваа прашање. Што всушност според тебе се случи и кој е клучниот проблем и дали требаше оваа имплементација да се реализира на друг начин? Па вака сега, два моменти се исто, дигитализација и ценовникот. За ценовникот, што би кажал јас, активно притискавме тој ценовник да биде унифициран. И сега процесот на зголемување на трошоците дополнителни во однос на факултетите кои што ги зголемија за онлайн и материјални ресурси, ние како УСС УКИМ не сме согласни дека требаше да биде изведен на таков начин од студентска гледна точка. Ја сега морам да си ги бранам студентите и затоа излеговме и со реакција. Притискаме активно кај тие декани, 4-5 факултети се кои што ги имаат зголемено трошоците, одредени факултети ги немаат зголемено, ги имаат оставено на исто ниво. Притискаме активно овие трошоци да бидат избалансирани. Ја разбираме ситуацијата на факултетите, но притискаме да ја разберат и ситуацијата на студентите, бидејќи зголемување од 100% на одредени трошоци според нас не е во ред. Не е начинот на кој што требаше тоа да се направи. Затоа разговараме активно со нив, не реагираме бурно, туку преку диалог со секој декан, на филозофски се избалансира. Дополнително разговараме со економски факултет, разговараме со ПМФ, разговаравме со деканот на филолошки и треба да разговараме со деканот на правен факултет. И тие трошоци ги избалансираме. Од друга страна, активно со универзитетот ќе притискаме МОН да се ја заврши обврската. Според член 123 од Законот за високо образование, МОН треба да ги покрие овие трошоци. И за студирање во делот на студиски програми и дополнителни трошоци на секоја установа. Тоа е нивна должност и они треба да се исполнат. Дополнителните трошоци за студирање на студентите треба да бидат нула во краен рок, долгорочно. И тоа ќе го направиме заради тоа што и во програмата на владата тоа е предвидено во делот на бесплатно високо образование и зголемување на процентот на одвојување на средства како дел од БДП за високо образование, односно за целосно образование. Така што ќе притискаме да се смени начинот на кој што се досега функционирало високото образование. Значи ние имаме сега универзитет каде што има 15 професори и се караат кој да биде ректор. Значи тоа не треба да се случува. Треба да се случува сите да соработуваат и да се развива квалитетот, а не на секој град да се отвори универзитет и при тоа другите универзитети да пропаѓаат. Видете, они вработуваат професори, на другите факултети не вработуваат асистенти, демонстратори. Нема средства за тие, а никој што трчал за партија ќе го вработат професор. Мислам, нема логика. И тоа стварно се случува за жал. Но да се вратам на делот ценовник. Значи ќе ги балансираме цените, ќе дискутираме со МОН, активно ќе притискаме кон министерката и дополнително во делот на дигитализација што треба да се знае. Значи до сега одредени структури на политички партии објавуваа дека УКИМ ништо не дигитализирал овој семестар. При тоа вадејќи лажни документи на социјални медиуми. Образецот за упис и образецот за заверка на семестар после 75 години е дигитализиран. Тоа беше процес кој што ние требаше да го спроведеме на 23 факултети кои што има 30.000 студенти. И ние активно притискавме заедно со проректорот за меѓународна соработка. Втор момент, ставена слика од статистички извештај кој што го дава Државен завод за статистика. Тоа не е евиденција. Тоа не е документ, не е документација. Исто така, во процес сме со министерот за дигитална трансформација тој документ да биде дигитализиран. Баш вчера имавме дискусија, сите документи ми ги пратив и тие до нова година ќе бидат дигитализирани. Фактички тие три документи од новиот летен семестар ќе ги нема. Плюс, што работиме со проректорот за меѓународна соработка, потврда за редовен студент, уверение за упис, сите документи да може да се платат онлайн и да се извадат онлайн доколку може да се стави онлайн подпис. Одредени институции барат подпис со физичка форма и печат со физичка форма, затоа што тоа го наложува Законот за архивско работење. И тоа треба да се знае. И третиот момент, од септември 2025-2026, како УСС ќе притискаме на УКИМ да нема индекс. Односно, индексот да биде дигитализиран преку измена на правилникот за кој што го дава МОН за индексот да биде во книжна форма и преку дигитализација на ниво на УКИМ за сите 23 факултети. Несумнено е дека Универзитетот Свети Кирил и Методи е најдобриот универзитет во Македонија.
Дали имате план и стратегија универзитетот во иднина да се најде на Шангајската листа на универзитети во светот? Секако. Тоа е еден од нашите цели, меѓутоа за да се стигне на Шангајска листа потребни се средства. Потребна е заедничка работа помеѓу МОН и универзитетот. МОН треба да има стратегија дали кој универзитет ќе се најде на Шангајската листа. Во јавноста слушаме многу податоци за тоа дека е УКИМ на дното, дека е во слободен пат, дека не котиран меѓу првите 1550 до 2000 место на Шангајска листа. Морам да ви појаснам некои работи во врска со Шангајската листа, бидејќи тие податоци не се точни. Шангајската листа е најреномирана во светот. Постојат 6 такви сервиси за рангирање на универзитетите. Например, во Европа е најпрепознатлив QS рангирањето, каде што прв пат УКИМ се најде на 440 место. До сега бевме на помошната листа за Југоисточна Европа и Азија. Шангајската листа е најпрестижна и на таа треба да се цели, се разбира. А критериумите за влез на Шангајска листа се следниве. Значи 30%, два пати по 15 носи тоа дали имате вработен Нобеловец или имате алумни Нобеловец или носители на Филдс награда. Тоа се 30% кои што за жал ние не ќе можеме да ги обезбедиме. Останатите критериуми кои се? Висок степен на цитираност, High Citation Index, потоа објавување на трудови во 21 научно подрачје дефинирани од страна на Web of Science, односно на Шангајската листа, кои што се главно во делот на природните науки, медицински науки и здравство. Потоа имате трет критериум, односно пети како доаѓа, е да имате објавени трудови во Nature and Science, тоа се најпрестижните часописи на Web of Science со највисок фактор на влијание, каде што практично научните истражувања во голем дел резултираат и со определени иновации. И последниот критериум е просек од сите овие што претходно ви ги кажав. Значи, за да се влезе таму, потребни се средства. Зашто викам средства? Затоа што објавување на трудови во овие престижни бази чини, значи од 2-3 евра нагоре, примерно до 8.000 евра чини објава, например, во најпрестижните трудови кои што се во часописи на Web of Science. А ние како цело постојано зборуваме дека немаме доволно средства. Значи, тие средства треба државата да ги обезбеди. Треба да обезбеди средства да пристапиме до базите на Web of Science. Значи, пристапот до Web of Science да УКИМ чини 150.000 евра. За сите универзитети, веројатно, ќе чини повеќе, но ако одиме парцијално универзитет по универзитет, сигурно поскапо ќе платиме, одешто ако државата го плати тој пристап за сите 6 државни универзитети во Македонија. Истото се однесува и за базите на Скопус. Но тоа е една од мерките. Други мерки се, оно што го имаат преземено другите универзитети во регионот, каде што веќе е Белград, на Шангајска, Загреб, Нови Сад и така натаму. Со мерки на државата направени се напори да се вратат истражувачите, научната диаспора што ја имаат тие држави во странство и под исти услови да им се нуди да работат на овие универзитети. Така го има тоа направено Хрватска, например. И тие се прилично научно продуктивни и таа научна продуктивност веќе се гледа и универзитетите расте нивниот ранг на Шангајската листа. Сега зашто нас не нема на Шангајска листа или кои се тие манипулации дека ние сме 1550 и 2000 место, значи такво нешто не постои. Шангајската листа е сервис кој што ги рангира првите 100 универзитети на Шангајска листа, значи индивидуално. Тоа е персонализиран пристап на метрика на тие 100 универзитети, а од 101 до 1000 место рангирањето е во групи. Над 1000 место Шангајска листа не рангира. Можно е да побарате да ве рангираат, меѓутоа тоа се плаќа, тоа чини многу. Еднаш мислам дека е направено такво рангирање пред некои 10 години на УКИМ. Меѓутоа тоа чини сигурно преку 20-30 евра да би се направи персонализирано рангирање, да видите каде е рангот. Меѓутоа тој ќе биде секако над 1000 место, бидејќи рангирањето од 101 до 1000 оди во групи. Првите 100 универзитети на Шангајска листа, тоа се најпрестижните светски универзитети, имаат буџети по над 10 милиарди долари. И оглавном се финансираат од бизнес секторот. И од државите, но и од бизнес секторот. И за нив е многу важно да се најдат меѓу тие први 100 и котирањето дали е прво, второ, трето, пето е битно заради тоа што вработливоста зависи од тоа каде ќе се најдете на кој од овие универзитети и тоа се рангира. И од тоа зависи како ќе бидат
спонзорирани од страна на приватниот сектор, кој што е најголемиот финансиски спонзор на овие универзитети. Затоа кај нив се оди со тоа персонализирано рангирање кое што се плаќа и чини многу. Ви благодарам на неисцрпниот одговор. И да го додадам уште ова. Доаѓа денот на науката 10 ноември, УКИМ се подготвува за денот на науката, традиционално ќе ги додели наградите на 5 најдобри научници од сите 5 научни подрачја и на еден уметник. Па за таа цел вршевме една анализа да ја видиме научно-истражувачката продуктивност на нашите истражувачи. Можам да кажам дека за 24 година, значи заклучно со септември месец, на Web of Science имаме објавено 290 труда од наши истражувачи. Од тоа 21 труд имаме само од еден истражувач, млад истражувач на Факултетот за електротехника и информатиски технологии, што е за гордост. За една година? Може да го... Да, Кристијан Ѓуревски од Факултетот за електротехника и информатиски технологии, извонреден научник и продуктивен и прилично придонесува за рентикот на нашиот универзитет. Александар, за тебе имам едно прашање, бидејќи си председател на Универзитетското студентско собрание. Несомнено имате соработка со многу организации, кои вклучуваат и соработки со други универзитети, но и дали, прашањето е дали соработувате со политичари, дали соработувате со невладени организации и дали тие ви помагаат во решавање на студентски проблеми и спроведување на студентски политики? Да, соработуваме активно. Соработуваме активно со сите политички партии, односно со представниците на подмладоците на партиите, но и со пратенички групи, доста активно со клубот за младински прашања и политики при Македонското собрание. Соработуваме со Министерството за образование и наука константно и со кабинетот на министерката и со секторот студентски стандард и со секторот наука. Соработуваме и со останати институции, како што е Министерството за економија, како што е Министерството за транспорт, и дополнително Министерството за култура и Министерството за спорт. Доста активно со Министерството за спорт во последниот период, ново формирането, затоа што со нив подпишавме дадовме иницијатива која што многу добро беше поддржана од страна на министерот покрај сите работи внатре и реконструкција на салата на општествениот кампус, што е за поздравување, затоа што таа сала со години беше демолирана. Сега за сега позитивниот сигнал е дека со новиот ребаланс на буџетот таа ќе биде реконструирана и тоа треба да се поздрави. Дополнително ќе имаме доста активности во делот на спортот, но и во делот на културата, каде што обезбедивме за секој студент во секоја национална културна установа 50% намалување на влезниците за студентите, за настаните кои што тие ги организираат. Соработуваме и со невладиниот сектор, доста активно со ИДУЕП, со Форумот за образовни промени, ОДАС, Фондацијата Вестминстер, Радио МОВ, да не заборавам некој Младински сојуз Крушево, уште неколку невладени кои што навистина ни помагаат да се подобриме во нашето организирање. Тоа можам да кажам дека само за 10 месеци сме го оствариле како контакт и да ги пофалам моите председатели на комисии кои што активно го работат тоа. Соработуваме со амбасадите и остваривме неколку средби со амбасадори и така да можам да кажам дека доколку од нас произлегува иницијативата да направиме промени и притискаме за тие да се реализираат, навистина има резултат затоа што нашето тело оваа година е вистински пример за тоа на сите страни во сите области. Така да соработуваме активно. Како за крај, кој е вашиот совет до сегашните и идни студенти науки? На што да внимаваат, а од што да не се плашат за време на нивното студирање? Но и што да прават понатаму? Мојата порака до сегашните и идни студенти е постојано да учат, да не се штедат од стекнување на нови знаења, затоа што технолошкиот развој е многу брз и тоа бара континуирано учење. Значи имајте страст кон учење, кон истражување, кон стекнување на нови знаења, затоа што само тоа може да ве доведе онаму каде што сакате да стигнете. Има една стара мудрост, вели знаењето е сила и моќ. Тоа е чиста вистина. Таа ќе ви знаењето е она што ќе ви користи и ќе ви треба од текот на целиот ваш живот. И уште нешто имајте на ум, знаењето се стекнува во училниците, но не само во нив, туку и надвор од нив. Дружете се со своите врсници, со своите колеги, со своите професори.
И уживај да се разбира во студентските денови. И тебе ќе ти го поставам истото прашање. Кој е твојот совет до студентите? Од што да не се плашат за време на нивното студирање, но и дали имаш некоја порака до надлежните, каде што всушност и лежат алатките за студентски промени? Па вака, ајде од вториот момент до надлежните, нешто што испуштив, а сакам да кажам е дека ние како УСС покрај агитирање за повисок квалитет во 4-годишните студии, сакаме да воведеме и професионални студии од 2 години на база на аусбилдингот како што е во Германија, се со цел побрз трансфер на пазарна работна сила од студентски клуби на работни места, но и во делот на иновации и стартапи. Сега, пораката до надлежните е да изслушаат младите, затоа што тие се иднината на државата. При тоа, да не тргнуваат од личните интереси, туку од општествените интереси, затоа што ако одиш со општествен интерес, ти го градиш и личниот интерес, па така, заедно сите со некаков општествен интерес да допринесеме нашето општество тука да биде развиено на ниво, ако сакаме да живееме во Швајцарија, ајде да направиме Швајцарија тука. Јас за тоа сум борец. Сега, пораката до студентите е да не се разочаруваат од тоа што моментално се случува, туку да го гледат како шанса, бидејќи земја која што е слабо развиена, нуди голем потенцијал за развој. Па така, со многу активна работа покрај учењето, можат многу големи промени да направат тука. Во делот на студирањето, да не се посветуваат премногу на учење, да учат, да, 9,5 просек, окей, да не претераат со учење, затоа што покрај учењето, оние екстра курикулар активности од типот на дружби, посета на работилници, градење на вештини, запознавање со професори, студентски активизам, не мора во УСС, не мора во ФСС, има уште десетици студентски организации на ниво на УКИМ, или пак волонтирање и пракса во компании, ќе им донесе многу повеќе да развијат виштини во текот на неделата, наспроти доколку само учат. Така што учете, но развијте и другата страна на вашиот карактер. Ви благодарам што одвоивте време, почитувана ректорке и почитуван председателе на Универзитетското студентско собрание на УКИМ. Ова епизода за жал завршува тука, но следната недела се дружиме пак со други гости, но во исто време. За да се поврзате со нас, заследете ги нашите социјални медиуми на Instagram, TikTok и Facebook. До следно видување, поздрав!